112 повелата. Бројот 112 во текот на овие 15 на месеци покажа дека е исклучително корисен и за граѓаните, но и за државата. Доказ за тоа се околу 666.000 повици за овие 15 на месеци, кои што ги добивме на овој број, од кои што се одговорени околу 520.000 повици. Околу 4% од овие повици ги решаваме преку нашиот сектор за операции и координации на Центарот за управување со кризи, бидејќи ние се трудиме секогаш да излеземе во пресред на граѓаните, на оние кои што се јават на овој број. Па досега на единствениот телефонски број за едни случаи 112 се примени 660.000 повици, од кои одговорени се 520.000, а напуштени се 145.000. Тие повици се напуштени од јавувачите, кога виделе дека е грешка или немале потреба, случајно свртеле, и затоа ги водиме како напуштени повици. Значено да напоменаме дека како бројот 112 нашите јавувачи, оператори, колтейкери кои што се јавуват од другата страна на граѓаните, вршат селекција на повиците и на тој начин ги растеретуваат постојните служби на брзата помош, на полицијата и на територијалните противпожарни единици. На еден начин би рекол дека тие ги ловат сите погрешни јавувања, ги ловат сите злонамерни јавувања, бидејќи многу често граѓани не злонамерно, туку по грешка се јавуваат на бројот 112 за да добијат информација или да поборат услуга која што не е во надлежност на бројот 112, но и на полицијата, брзата помош или територијалната противпожарна единица. Па граѓаните се јавуваат, кај нас се јавуваат секој што има потреба, се јавуваат за секакви потреби, некои што не се од наша надлежност, некои што едноставно постои луѓе што имаат некаква потреба, изгубиле клjuč, па им е потребно да се отворат или бараат некакви информации. Ние настојуваме на сите да одговориме, меѓутоа и ги известуваме луѓето дека телефонскиот број е претежно за итни повици, на луѓе што им треба итна медицинска помош, полиција или помош од противпожарна единица. Што се однесува до јавувањата, околу 47% од барањата се однесуваат на потреби упатени кон МВР, односно кон нашата полиција, додека околу 45% од повиците побаруваат итна медицинска помош, само 4% имат потреба од територијалните противпожарни единици или од противпожарната бригада на градот Скопје за гасење на пожари, а околу 4% од вкупната маса на повици ги решава секторот за операции и координации на Центарот за управување со кризи, се работи за итни состојби кои што се надвор од надлежноста, од директна надлежност на МВР, итна медицинска помош или противпожарна единица. Значи, било каква друга несреќа, например спасување во планина, доколку има некоја поплава, па многу често и некои од пожарите ги решаваме директно преку нашиот сектор за операции и координација, кој што одлучува од каде конкретно ќе побара интервенција, од која државна институција ќе побара интервенција, бидејќи ние како Центар за управување со кризи имаме координативна улога и ги координираме буквално сите државни ресурси кои што можат да помогнат на граѓаните во итни состојби или при појава на некоја посериозна криза. Веќе неколку месеци наназад работиме за трансфер, односно миграција на бројот 192 кон 112 и оваа миграција веќе е во завршна фаза,
Тоа значи дека кога граѓаните ќе се јават на бројот 192, самиот систем ќе ги префрли кај нашите оператори на 112. Значи граѓаните нема да знаат дека во суштина, иако вртат во полиција на 112, ќе го добијат операторот од секторот 112 од Центарот за управување со кризи. Па до сега, од досегашното работење, најмногу повици имаме кон полиција, па потоа следи итна медицинска помош, а против пожарна единица има помалку повици. Полиција, пошто има поголем обсек на обврски, што им требаат на луѓето. Потреби се јавуваат, пријавуваат секакви случаи, така да до сега полиција имаме најмногу примени повици. Кон полиција претежно за месец април, например, имаме околу 10.000 повици, а кон итна медицинска помош имаме околу 7.000 повици. Па во периодот кога луѓето претежно се раздвижуваат од 10 часот до 14 часот е некој пик на повици. За жал, за постоењето на бројот 112 се уште треба да се работи, бидејќи дел од граѓаните се уште не знаат дека бројот 112 е функционален и дека постои. Ние направивме една мала, би рекол, скромна кампања, но законските ограничувања и ставот на владата да не се плаќа на медиумите за реклами на државни институции не ограничуваат во можноста бројот 112 да го рекламираме малку повеќе и со тоа повеќето граѓани да знаат за постоењето на овој број. Во овој момент иницииравме едно истражување на јавното мислење за да видиме колку од граѓаните преку една научна анкета, колку од граѓаните се запознати со бројот 112 и со надлежностите на нашите оператори од бројот 112. Каква анкета? Преку телефонски? Телефонска анкета, да, во тек е процедурата. Па теренските анкети се значително поскапи, ние немаме можности да порачаме теренска анкета, кои што се и сепак пообјективни, но за почеток сметам дека и една телефонска сериозна анкета ќе ни даде една реална представа каде се наоѓаме сега, колку од граѓаните знаат дека бројот 112 постои и кои услуги во, не деј Боже, ситуација, кога имат потреба од некоја итна медицинска помош, итна потреба од полиција или од противпожарна единица, може да ги добијат на 112. Па, граѓаните генерално се запознаени со бројот зитни повици, тоа можеме да заклучиме по секојдневната работа. Нели што ги примаме повиците, додека секако звонат на и останатите броеви, зашто тие не се префрлени на 112, во преговори сме со МВР да преминат на нашиот број, така што ќе почнеме полека да ги обединуваме и да биде навистина единствен број за итни повици. При тоа одговараме на македонски јазик, на албански јазик, на англиски јазик, а во некои од смените имаме и луѓе кои што говорат француски, турски и некои други јазици кои што се користат во нашата држава. Самиот систем е така дизајниран, доколку некој добие повик на англиски јазик, доколку самиот оператор кој што се јавува, него владее англискиот на доволно високо ниво, со стискање на едно копче го префрла бројот кај некој кој што го зборува англискиот јазик. Во овој момент имаме уште 6 локални единици во кои што имаме оператори од 112 само во денски смени, доколку на смена имаме во било кој од на територијата на Македонија оператор кој што го говори јазикот на повикувачот, се разбира, зборувам за ретки моменти, но се случуваат. Ние го пренасочуваме повикот таму каде што имаме оператор кој што ќе знае да одговори на повикувачот. Бројот 112 е европски број. Луѓето кои што живеат во Европската унија знаат дека на 112 може да добијат било каква помош, доколку истата е неопходна. Нашата држава служи како
транзит држава за многумина патници кои што патуваат особено кон Турција. Од западноевропските држави кон Турција, но исто така имаме и голем број на туристи. И вообичаено некои од нив да имат потреба или од полиција или од брза помош. И со јавувањето на бројот 112 кој што функционира и во нивните држави, истата услуга ја добиват и во Република Северна Македонија. Ја користам ова прилика да ги потсетам граѓаните, оние кои што не знаат, да ги информирам дека ЦУК започна еден проект пријави опасност. Било каква опасност која што го загрозува животот, здравјето или имотот на граѓаните, граѓаните слободно може да ја пријават на бројот 112. Упатувам благодарност до граѓаните кои што пријавуваат опасност, со која што си помогат и самите себе, но и сите останати граѓани, бидејќи опасностите се насекаде околу нас, а наша обврска како држава е истите доколку тоа е можно да ги отстраниме и да го намалиме ризикот за граѓаните. Како што впрочем беше и сопоставувањето на ограда на хеот на Вардар под хотел Русија, каде што имаше една, би рекол, огромна провалија, дупка, која што е ископана да се гради некаков објект, но која што е во должина од неколку стотици метри, каде што безмалку вертикалниот брек е длабок повеќе од 10 метри и било кој човек може тешко да се повреди, некој да загине. Благодарение на реакцијата на општина Аеродром со поддршка и на градот Скопје поставена е сериозна жичана ограда која што гарантира безбедност на граѓаните. Воедно да се заблагодарам и на вас како државен сервис, затоа што редовно ги покривате нашите активности, редовно ги информирате граѓаните и генерална благодарност до сите медиуми кои што ги информираат граѓаните. Кол центар што го нарековте вие, во суштина е сектор Е112, во кој има состав две оделенија. Едното оделение е оделение за контрола на квалитет, а другото оделение е за управување на повици кон итниот број 112, во чиј состав спаѓаат и регионалните канцелари што примаат повици од своите региони. Тоа се 8 поголеми центри. Куманово, Штип, Охрид, Струмица, Велес, Битола и Тетово. Граѓаните може да пријават случаи на македонски, на албански и на англиски јазик. За лицата со попреченост, моментално во функција е СМС опцијата, каде што може да пратат СМС со својата потреба или својот случај што го пријавуваат. Ние ќе им одговориме исто со СМС, а и ќе си направиме консултација со специјалистите за каков случај се работи. Тоа е до сега. Во иднина имаме и план за други апликации, како што се од пилот проекти за итно копче, што има црвен крст, така да тоа е во идни размислувања.